Индија е земјата во која моментално најбрзо се шири коронавирусот, со рекордни 90.000 ново заболени во еден ден. Најмногу заболени има во Соединетите Американски држави и Бразил. Во 22 од 50 американски држави се во пораст случаите на COVID-19, главно поради отворањето на училиштата и коледжите, како и јавните собирања. Русија е на 4-то место со над 1 милион случаи. Тим истражувачи утврдил дека пластичните штитници за лице и маските со вентили за дишење не се ефикасни во заштитата од частичките од искашлување или кивање на заразените од коронавирус. Во студијата се заклучува дека квалитетни памучни или медицински маски се подобра опција. Неколку видови стероиди, достапни лекови, биле ефикасни во лекувањето на тешко заболени од COVID-19. Испитувањата под покровителство на Светската здравствена организација покажале дека стероидите им помогнале на 1/3 од болните кои биле на респиратори. Декстаметазонот веќе се покажал како корисен, а британски истражувачи велат дека и други слични лекови исто така биле корисни. Сепак со вакви лекови не се препорачува лекување на полесни случаи на заболени од коронавирус. Летните олимписки игри во Токио ќе се одржат во јули идната година без оглед на тоа каква ќе биде ситуацијата со коронавирусот, соопшти Меѓународниот олимписки комитет. Олимпијадата требаше да биде оваа година, но за прв пат во историјата игрите беа одложени поради пандемија. Претходно само поради војна имаше одлагање. Американскиот центар за зарази и превенција побара од властите да ја подготват дистрибуцијата на вакцината до крајот на октомври. Вакцината најнапред би требало да ја добијат ризичните групи и медицинските работници. Фармацевските компании Pfizer и Moderna моментално се во третата финална фаза од тестирањето на потенцијалната вакцина, а тајмингот на пуштање во употреба некои го поврзуваат со претседателските избори во Соединетите држави. It has nothing to do with elections. This has to do with delivering safe, effective vaccines to the American people as quickly as possible and saving people's lives. Во меѓувреме, Светската здравствена организација повтори дека вакцина против COVID-19 нема да биде достапна за сите до средината на наредната година. Русија во август одобри користење на вакцина против COVID-19, иако не беше довршена третата фаза тестирања, поради што некои експерти ја доведуваат во прашање безбедноста и ефикасноста на таа вакцина.